Меѓутоа, дали и овој елемент ги поврзува? Па Игнорирањето... имено, токму тоа, доколку ја спречува Турција подолго сега, затоа велам, не би било изненадувачки да се обидат да земат предвид како би било да ги извлечеме од влијанието или блискоста со Турција и да ги на некој забрзан процес ставиме барем како кандидати кои можат во догледно време да бидат примени во Европска Унија. Но овде сите препораки, еве, ако малку се вратиме кон домашната политичка криза, сите препораки, сите упатства што дојдоа досега од западноевропските земји, од Брисел, од НАТО, од поединечни дипломати што доаѓаат, наидуваат на отпор, на никаков прием и никакво реагирање. Кон какви односи тоа води во иднина? Па еве ова пак да се вратам на тоа какви односи води. Она што спомнавте султан, ја одново инсистирам, треба да се разбие тој мит дека е султанот самоволен сатрап кој донесува одлуки какви сака. Тој е врзан, апсолутно не може да донесе одлука која е против шеријатот, против како духовен водач, против Куран и така натаму. Ние имаме спротивен пример со граѓанинот Иванов, кој всушност го гази уставот еднаш кога дава мандат на партијата која нема парламентарно мнозинство, без барање на било какви услови, потоа бара услов 61 и не го дава повторно, туку бара потполно неуставно, дај да видам што ви е програмата, потоа ако не е добра програмата, не ви давам повторно мандатот, тој е султан, во она негативна смисла како стереотип, а инаку вистински владетел ги почитува законите на својата земја и овде во тој контекст Балканот е доведен во ситуација во која влијанието на Европа се повеќе оди на рака на вакви самоволни делови, како што рековте, или акти, евентуалното правење унија, локални унии, Балканска унија неколку пати се доведуваше близко до реализација Тито, Димитров и така натаму. Меѓутоа, тоа не е во интерес на Европа и таа ги попречи, дури веројатно е тоа причина за убиството на Димитров. Таквата слободна, да кажам, локална заедница, Европа не ја толерира, а од друга страна не ја прима во Европска Унија. Зошто? За да задржи за сега контрола на тој простор, советувањето дека ако направите ова бенчмарк постојано, како деца кои треба да завршат домашни задачи, да ги држи на бел леб, условно речено. Правиме паралели, господине Ќахил, односот Европска Унија кон Турција и Европска Унија кон овие мали земји кои утврдивме дека имаат многу добри односи со Турција, па и влијание од таму. Како вие сметате дека ќе се одвива во иднина? Добиваме многу пораки, препораки, сугестии, овде ништо не се прима, дури се подхранува едно антиевропско чувство, антизападно изразена антагонизам кон дипломатите. Точно добиваме препораки за влез во Европска Унија. Ако направиме паралела меѓу Европска Унија, Турција, Европска Унија, Западен Балкан или балканските земји, може да најдеме сличности, но и не можеме. Различни се. Мора да признаеме дека за Македонија, сега не би сакал да други држави да зборувам, дека ние во однос на демократија ептен назадувавме. Што не би рекол во Турција дека назадувала во однос на демократија. Непримањето на Турција ради други причини. Непримањето наше исто така ради други причини. Но има еден заеднички именител